Загрмеа трубите во Пехчево на првиот ден од петото љубилејно издание на фестивалот за дувачки оркестри Пехчево 2015. Овој фестивал има големо значење за малешевската традиција, но и за афирмација на дувачките оркестри и инструменталисти во Македонија. Самиот фестивал е една голема афирмација на самото место. Ние потенцијално имаме стратегија за развој на туризмот, а со тоа автоматски допринесуваме да го промовираме местото, за да можат да дојдат повеќе граѓани да не посетат. Пред се тука имаме многу гости од Бугарија, од Република Србија. Трубата во Пехчево има посебно значење во неговата историја, затоа и фестивалот е уникатен и единствен од ваков тип во државата. Во нашиот крај од постаро време имало виртуози кои што свиреле на труба на овие блех оркестри и крајот беше познат по тоа и така најдовме еден интересен начин да бидеме уникатни во државата, а од друга страна со овој фестивал најдовме многу добри релации со фестивалот во Република Србија во Гуча, кој што е интернационален фестивал. Од тука првата и втората награда одат таму директно на надпревар и мислам дека со тоа уште имаме поголем дигнитет на нашиот фестивал. Дувачки оркестри од цела Македонија ќе настапат во ревијалниот дел заедно со многу други познати македонски забавни и народни пејачи, како и културно-уметнички друштва, но и ќе го покажат најдоброто од себе во надпреварувачкиот дел во понеделник, борејќи се за настап на 55-тото исто така љубилејно издание на фестивалот Гуча во Република Србија. Значењето на овој фестивал е поттикнување на сите други оркестри, и постари и помлади да земат учество на овој фестивал, затоа што овој фестивал веќе е реномиран фестивал. Се слуша надалеко за овој фестивал. Од овој фестивал веќе 4 години одат учесници директно во Гуча, кај што се надпреварува за највисоките награди. Велика ми е час да вечерас будем гости, да званично голема чест ми е што вечерва сме гости, официјално да го отвориме овој фестивал и се надевам дека ќе доаѓаме и многу години наред. Ми се допаѓа, преубаво е ова место. Немаме трема бидејќи во Македонија се чувствуваме како да сме во своја куќа. Ние сме интернационален бенд, но секогаш во Македонија сме баш како дома. И угостителите тријат раце затоа што рекорден број на скара ќе потрошат овие 4 фестивалски вечери, а гостите ќе имаат можност да ги слушнат звуците на балканската труба и да се забавуваат. Колку скара имате подготвено за вечер? Петијанице папа, 50 чила месо шисти, бешаници кременади, 20 чила стек и 30 чила кобасци, знаеше доволно. Разумно да и за децата, и за стари, и за млади, и за пензионери, за сите е убаво тоа. Значи, дава ни малко елант за живот. Традиција. Да, традиција се одржува, која си добро постои. И од вакът е постојало. Па, мислам дека многу значи за општината. Тука можеме сите да се видиме, собереме, па доаѓаат и острана народ има. Каде се доаѓаат? Па има се, има Скопје, има од околните места, од Пехчево, од Берово, од Делчево, од Кочани има. Вечерва на втората фестивалска вечер свој настапки имаат бројни млади пејачи од регионот. Македонската звезда Јордан Митев, а свој ревијален концерт ќе одржаат и минатогодишните победници, дувачкиот оркестар Ускакан. Додека во доцните вечерни часови младите ќе ги забавуваат познати диџеи.